победници македонските борачи. Сега очекуваме еден церемонијал на крајот на доделувањето на наградите и да видиме кој ќе биде најдобар странски, најдобар домашен борач и победникот, оној најпрестижен пекар. Носителот на македонскиот бисер. Од она што го видовме, има доста кандидати. За странски, ако се оди според победата, албанскиот представник при Зрени победник во неговата категорија. Но ќе видиме. Да напоменеме, Бесира Лили беше најдобар во категорија 61 кг, Мухамед Веруки до 65, Фати Весели 70, потоа Елеген Призлени во категорија 74 кг, Бекар Мамути минус 79, во категорија минус 86, која што беше последна во оваа програма, Дејан Митров. Да, еве ги прогласувањето. Ова е до 57 килограми. Стефан Штериев го освои првото место, таа не беше, бидејќи претходно беа завршени борбите во ова категорија, така да тој е бораш на Балканот, еден така поуспешните, понадежните борачи. Јас верувам во него и тој го освои исто така првото место на овој турнир во категоријата до 57 кг. Да. Тоа е единствената категорија која што заврши пред овие финални борби и во која што Стефан Штериев го освои првото место. Веднаш оди прогласувањето и последната категорија, минус 61 кг, Бесира Лили на првото место. Рековме, некогаш можеби квалитетот, не некогаш, е најважен и секогаш е важно да се има. Меѓутоа, како круна на една година, како круна на нешто што можеби Македонската федерација направи исклучително добри резултати пред се на Европското првенство преку Егоров и така натаму. Овие се свечени моменти кога треба да се потсетиме па и на некој што порано работеле. Значи, еве го, Ванчо е значи, мислам дека не може без борењето да функционира. И борењето без да. И борењето без да. Како поврзани се, нека биде така и нека има. Нека има луѓе кои сака така. Така е, нека има повеќе такви влюбеници пред се во својот спорт. Еве зборуваме за борењето, но луѓе кои што сакаат несебично да помогнат, да дадат придонес, да дадат својата енергија во некои други сегменти, без оглед на тоа дали биле поранешни спортисти, тренери, функционери и така натаму. Продолжуваме сега со наградите. Ова е категорија 65 кг. Шаван Трстена, 11-кратниот освојувач на македонскиот бисер. Не знам што повеќе да зборуваме за човекот со кој имаме задоволство да се дружиме. Го следам на Facebook, попозитивен и мислам ги пренесува сите импресии најново што се случувало и мислам дека многу голем поттик дава. А меѓутоа да разбереме и многу почитуван. Апсолутно. Затоа што е реален, затоа што е пристрасен и затоа што не се плаши, не се работи за плашење, него не е субјективен. Далеко од субјективноста, туку оди во сршта на нештата и мислам дека тоа не само што им се допаѓа на оние што читаат, што следат, туку едноставно таа непристрасност и објективност и определбата да се биде директен со суштината, тоа е нешто што го прави посебен и само нека продолжи така. А ние сме тука колку што е може да помагаме во нашата комуникација со таквите личности. Горан, кои што се неопходни за една општество. Го имаш најмладиот олимписки шампион во држава во светот и го имаш тука, тие секојдневие и голема чест. Значи задоволство, некој работел, некој го создавал, некој направил да дојде до таа ситуација, ова борење можело. Сега, да бидеме реални, не очекувам многу работа. Меѓутоа ние имавме сега скоро еден турнир, скоро сите клубови во Македонија моментално се врати и работат со деца. Така. Тоа е голема работа. Значи ние имавме некој еден турнир во Карбинци, во општина Карбинци, 80 дечиња од 5 клуба дојда. Беше фантастично. Од 20 кила почнавме. Ги пуштивме буквално сите да се борат. Беше ден на борењето, беше многу празнично, убаво. Мислам дека така треба да се направи. Меѓутоа оно што го почнавме претходно да зборуваме, професионализацијата, бидејќи овие тренери треба да бидат наградени со доживотна награда. Сите работат, никој не зема пари, буквално сите од љубов. Биле борачи, сакат да помогнат, создават генерации и мислам дека
треба да се најде начин тоа да се стимулира, да се најде начин, бидејќи борењето давало и треба да дава резултат. Да, го видовме и Владо Лазаров кој претходно ги врачи претходните награди, да напоменеме минус 70 килограми, Фати Весели беше најдобар во финалето против Арсим Бекировски, македонско финале, потоа 74 килограми Ерлиген Призрени, кој што славеше во финалната борба против Стефан Димитров, до 79 килограми, една интересна борба во која што Бехар Мамути на крајот успеа да го слобода Басри Јусуфи со прекин на неколку секунди до крајот и потоа во категорија до 92 килограми Режеп Хајдари на атрактивна борба против српскиот представник Никола Симович, исто така со технички туш. 97 килограми Столе Евтимов во борба со Магомедаджи Нуров не можеше да пружи повеќе. Нуров ја оправда улогата на голем фаворит во тоа финале и во финалето во најтешката категорија Александар Стојанов кој што славеше со технички туш по мечот со Увес Фезулаку и секако редоследно последна беше онаа борба минус 86 килограми каде што Дејан Митров го видовме во мечот со Илија Танасов, еден интересен дуел, една интересна борба во која што на крајот заврши 14-6 со дури 20 усвоени поени и единствената која траеше до крајот на 6 минути. Еве уште неколку прогласувања, а потоа ќе видиме и кои се освојувачите на оние поединечни престижни пехари, најдобар странски борач, најдобар домашен борач и победник на македонскиот бисер. Димков, еве рековме дека во оваа фаза од сезоната видовме во каква форма се нашите надпреварувачи, дел од нив имаат амбиции да настапат во следните меѓународни надпреварувања. Пред се Магомедаджи Нуров е тука, кој што во пакет некако со Егоров е наш главен адут во последните неколку години на светски и европски првенства, па и го оправдаа тоа и се надеваме дека ќе ги привлечат оние помладите македонски репрезентативци да работат уште понапорно, да работат уште попосветено и да се обидат да дојдат до сениорски медали. Нормално оние младинските категории е добро да ги имаме, меѓутоа сениорските медали, као што претходно многу пати сме напоменале, па и во овој пренос се нешто друго, една посебна димензија и каде што нема пардон, каде што мора да се биде максимално подготвен, а и тоа не е гаранција дека ќе се освои медал. Да, обично Македонија, каков е впечатокот за Митров Дејан? Значи, каков е впечатокот дека во кадетска младинска конкуренција имаме силни борачи? Што понатаму? Не дека не се квалитетни, не дека се, што недостасува според мен, спаринг партнерите. Во следната фаза во сениори остануваат многу малку борачи. Во пионерска кадетска младинска имаме се уште, додека почнуваат да си ја барат екзистенцијата понатаму, бидејќи тој за да обстане да работи до 30 години и да биде дел од тој тим, тој треба да работи само борен, треба да прави 3 тренинга денеска. Тој треба да се храни, треба да има добра витаминизација, треба да има подготовка, треба да има тренер, двајца тренери, значи тим од лекари, од луѓе што ќе го следат и така натаму. И тоа е малку скапа приказна. И се ако сакаме ние тоа да го направиме, треба малку да вложиме во таа работа. А борењето заслужува и треба да има малку, јас барам издвоен третман во однос на другите. Можем некој ќе ми се налети каратето или другото, ќе рече дека ние сме добри или па не знам кикбоксот сега и така натаму. Меѓутоа сметам дека борењето ние мораме да се наметнеме кај јавноста, кај државата, кај владата, кај агенција за млади спорт, да се даде третман. На времето нас го воведе тоа еден систем на професионални тренери. И беше многу функционален. Јас поминав така. И имав резултати со борачите затоа што тоа го работев. Тоа ми беше работа. Да, и затоа што тоа ви е обврска или ќе бидете успешни или нема, можеби да работите таа работа. Затоа што ќе до некој друг. Мислам дека Македонија може да професионализира 20-30 борачи. Ништо не е страшно тоа е како еден фудбалски тим во Македонија. Па заслужуваме некога има истиот тренер некога има и во каратето и во боксот, некога има во кајакот, некога има во кикбоксот, некога има. Значи зборуваме за 5 клуба кои што би биле по 30 клуба во рамките на една Значи, јас им честитам на ракометарите, кошаркарите, на фудбалерите, на кој начин успеват тие да обезбедат. Тука можеби и ние треба да поработиме малце како федерација и како спортски работници. Јас бев дел од тој систем, бев и политичар, можеби не успев да направам некои работи, меѓутоа мислам дека не е касно и не е потребно да се направи тоа. Значи, обврска е кон Шабан, кон Шоров, кон сите, кон Дарлев, не знам, кон Киро Ристов, ние да им се одолжиме на нив, Насев, Ристо Таков,
Фоти Гацовски, Бојар Ангелов, Мента Салебего, не знам, Хајруш Синани, тие се луѓе кои се вложиле во Димче Ангелов и тука од Радош да се вложиле во борењето и се ние едноставно да се тргнеме од тоа, не смееме. Апсолутно. Значи мора да се направи едната смера, меѓутоа јас верувам во оваа млада генерација, овие се млади деца, младо ново раководство и така да гледам дека така прилично добро работа. Да, Могамед Ибрагимов, популарниот многи олимпијецот и освојувачот на бронзен олимписки медал во милениумската година, 2000-та година во Сиднеј, претходно европски шампион, светски вице шампион, имаше чест сега да ги врачи медалите на најдобрите во категорија минус 97 килограми, каде што е Магомедат Жинуров на првата позиција, или пак тие имаат чест популарниот многи да им ги врачи медалите, како и да е. Ова што претходно го зборувавме, секогаш е една актуелна тема и секогаш е можност за сите оние кои што се фактори и решаваат во спортскиот систем во државата да се обидат да направат исчекор во однос на претходниците и да ги препознаат вистинските вредности, да едноставно им овозможат на оние кои имаат потенцијали да прават резултати и да се издигнат повисоко од она што се, затоа што го имаат потенцијалот, ги имаат можностите, недостасуваат одредени услови кои што не е толку тешко да се остварат од аспект на, ако се земе дека тоа сепак државни интереси, остварувањето на високи резултати во одредени спортови кои покажале, кои заслужиле и кои што биле, се и ќе бидат перјаница на македонскиот спорт, а и вистински амбасадори на Македонија како држава. Ќе го дополнам тоа што имаме квалитет, имаме капацитет, имаме услови, меѓутоа имаме и сериозна поддршка и од светската и од Европската борачка федерација, и тоа е многу важно. Така да Македонија има свој статус во светското борење и може тоа да се искористи. Да, сега доаѓаме до оние индивидуални награди. Најдобар домашен, најдобар странски, најдобар борач на македонскиот бисер. Добро се одвива брзо програмата, особено во финалните борби, оваа церемонија која што е секогаш дел од ваквите турнири. Да, Бесира Лили беше еден од фаворитите, настапи како прв во ова финале, видовме колку атрактивно ги освои 10 поени, 5 пати едно по друго. За жал, не видовме друга техника, поради тоа што брзо и експресно ја доби својата борба во финалето против албанскиот представник Ендрио Авдули. Бесира Лили, значи, но освојува овој престижен пекар за најдобар домашен борач и нека биде ова дополнителен поттик за поранешниот европски кадетски шампион. Беше и млад спортист на годината пред неколку години поради неговиот златен медал на кадетското европско првенство. Наскоро да го видиме на подиумот и на европско и светско првенство како сениор. И негова желба е тоа и желба на сите и во боречката федерација. А да видиме сега најдобриот странски борач. Да, предвидовме дека Еригленд Призрени од Албанија, кој што победи во својата категорија, минус 74 килограми, ќе биде прогласен за најуспешен странски борач. И останува сега уште да биде доделен најпрестижниот трофеј Александар Стојанов. Оној во најтешката категорија кој што успее да победи со технички туш во мечот со Увејс Фейзулако. Имаше многу кандидати, меѓутоа Александар Стојанов е... Знаете, Горан, некојаш добитник, да. Ово се заслужува и врз основа и на претходните резултати. Така. Ова е круна, може би, на еден период на негово надпреварување, еден од прилично поуспешните борачи. Да, наградата од раците на градоначалникот на општина Радови Шацо Ристов и за него треба да е дополнителен поттик, а и одбележувањето на 60 годишнината од основањето на клубот и овој 46-ти македонски бисер кој што по девети пат годинава се одржува во Радовиш. Практично Радовиш е град кој што по Скопје е втор на листата на организатори според најголем број на одржани турнири. Скопје 14, Радовиш 9, Струга која што почна и застана до 82-та година, почна 77-та, има 6, купно 11 градови биле своевремено домаќини, а еве ги сега тројцата освојувачи на престижните пекари. Најдобриот
на овој 46-ти македонски бисер Александар Стојанов, најдобриот домашен борач Бесир Алили и најдобриот странец Елигент Призрени од Албанија, кој што ги освоја пекарите. Еве Димков, тука полека го завршуваме овој коментар. На крајот еве како една завршна оценка, проценка од вас и како сегашен тренер, и како долгогодишен надпреварач, и како она што рековме претходно, член на онаа златна генерација на Бучим, јака европски клупски шампиони од 95-та година, кога заедно со тренерот Ангелов, со Васе Спасов, со Роберт Велков, со Гари Модосјан, со Аслан Хагуров, Данчо Вучков, Јури Голубовски, Тони Анчев, Тони Танчев, Никочо Каледжиев, со Валери Верхушин и Славчо Илиев. За жал не се сите меѓу нас, јутоа остануваат овие имиња, меѓу кои и вие како една легенда во македонскиот спорт и борењето пред се во оваа сала 25 мај. Да. И што е ова што сега видовме и што е она што во иднина можеме да очекуваме во кратки црти? Моментите кога се создаваше борењето, моментите кога ја доживувавме најголемата експанзија преку европската и светската титула на Бучим. Беа еден период кога борењето имаше еден сосем друг момент, престиж и статус во општеството. Сега имаме резултати. Ако гледаме дека Егоров, ако Нуров постигна трет на светот, Егоров беше европски првак, ако Бесири во кадетска мајска Алили Бесир Алили постигнува резултати. Значи ние резултатски поединци ги имаме. Порано што беше интересно, ги имавме екипни надпреварите. Тој систем на надпревари се изгуби. Тој момент кога во Македонија живеа, кога се надпреваруваш тип со Радовиш, со Кочани, со Скопје, со Лиријет, речеме и со Вардар, тоа беше нешто незамисливо, нешто малку различно во однос на едно финале на 20 борачи, 10 борачи. Па тоа беше момент кога буквално Штип живееше една недела, кој со кого ќе се сретне, како сите правеа листи, сите кроја, кој каде ќе настапи на која категорија, кој ќе намали килограми, не следеа буквално, идеа таму на тренинг, дали трчаме, дали не трчаме, дали ќе увидите како во шушкавци или не. И сега се измени таа ситуација, на системот на надпревари малку е сменет и мислам дека во моментов имаме квалитетни борачи во името на Егоров, на да речеме на Нуров, на Алили, меѓутоа мора да се направи една посилна репрезентација и имаме промена на генерација. Промена и во раководството на еден млад состав, што јас верувам во нив, меѓутоа и промена на една млада генерација на борачи кои допрва треба да дојдат. И мислам дека претходните резултати, реков, треба да идат обврска понатаму за сите идни генерации. Во моментов има многу млади дечиња и јас би го оценил сето ова како едно финале на сето оно што се случуваше пред се и на резултатот на Егоров од европското првенство. Демко, благодарам уште еднаш, ми беше задоволство што заеднички го коментиравме овој 46-ти македонски бисер. На крајот како една рекапитулација, Александар Стојанов е освојувач на најпрестижниот пехар на 46-тиот македонски бисер, традиционален меѓународен надпревар во слободен стил, кој што денес се одржа во култната спортска сала 25 мај во Радовиш со присуство на борачи од 6 земји. Најдобар македонски борач е Бесир Алили, кој што славеше во најлесната категорија 61 кг во финалето против Ендрио Абдули од Албанија, додека најдобар странски борач е Елигент Призрени, кој што во категорија минус 74 кг го победи Стефан Димитров. Инаку во најголем дел од борбите видовме технички туш, единствено минус 86 кг и искусниот и долгогодишен македонски репрезентативец Дејан Митров со 14-6 во една атрактивна борба го совлада Илија Атанасов. Инаку до 57 кг победник Стефан Штериев. Во другите категории минус 65 Мухамед Феруки, минус 70 кг Фати Вејсели, во категорија минус 79 Бехар Мамути, во категорија минус 92 Реджеп Хајдари и во категорија минус 97 кг Магомед Аџинуров, олимпискиот учесник од Олимпијадата во Токио. Инаку сета ова манифестација по 9 пат се одржа во Радовиш, градот на рударите, но и градот на борењето, градот кој што 95-та и 96-та година и освои најпрвен клубската, европска, а потоа и светската клубска титула, и поречкиот клуб Бучим како технички организатор кој што овие денови одбележува 60 години од своето постоење. Еве, почитувани гледачи, во име на малата, но вредна екипа на македонската телевизија, ве поздравуваме од овој настан, 46-тиот меѓународен македонски бисер во борење слободен стил. Пријатно.